Сега, после се што видовме и свативме за логиката или за нејзиното непостоење кај нас овде, логично би било да сменам темата, така? Особено после сите, нели, закани предупредувања од кои многу ми се потресија врвците од патиките. И реално да е некој друг, не би ги ни почнувал овие муабети. Пошто кај нас како вика, ќути не збора, ама. Ама знаеш како викам ја? Кој те праша, бе, ба? Така, некој мора и за ова да збора. Па макар и му се треселе врвците. Пошто ако бидиме реални, нелогичности има еден тон. На крајот ќе испадне га ништо не е логично овде кај нас, ама добро. Шо е тука е? Така што даја си маниме ние едно шпицуле и да му влезиме па на муабет. Ајде, ба те пуштај. Се минатата епизода начнавме малце една тема од по коментарите што имаше, ама така помина пошто за друго правевме муабет. Ма јас нема да бидам јас ако не авратам малце од малце да разработим. Како бе вистина врват 20 тони нелегални трефки таму преку граници и никој ништо не знае, никој не е запознаен со ќутенката, ќутизива. Како може никој, знаете колку еве 1 кило да речи. Каква сака нека е трева, оди трева од дворо собери, 1 кило, пробај клај го во најлон да виш колку. И после замисли колку е 1 тон. И после замисли колку е пута 20-то. Идеме никој ништо не знае. Логично така. Оти да знаеш ко можеш да не знаеш. Уствари шо зборам, јас то не само кај нас. Ко можеле сите држави во светот на трипол да се прат ко ќе вакво нешто во прашање и наводно никој од тие што треба знат ништо не знае. Оти кај нас да знат. Логично така. Тие не сме будали. Што сме ние подолу од другите? Абе, аман ти се молам. Оти да знаеш и ништо да немаш, ко можеш да не знаеш и да капнува по нешто така. Сам пример велим. Пушти некој муле од време на време, фати го да ме кеве запленивме и тоа е. Оти логички шо е побитно, да фатиш 20 тони или да фатиш некој муле што имаш така пуштено? Ој однеси го онде. Еко, оп, фативме. Ти логички гледано не постои држава во светот што има и полиција и војска и специјални сили така натаму што не може да реши некој ваков проблем. Ама очигледно не е проблем. Сам логички. Пошто обично за проблем се смета нешто што не носи пари, што не придонесе. Ова е проблем, троши пари. Она е проблем контра збора. Ама на никој не му е проблем кој ќе врти парата. Оти то вртењето пара е многу битно. Ако врти парата, ако правиш да врти парата, уживајвате, нити некој струја ќе ти наплати, нити документи ти бара некој, не е проблем. Само ти гледа врти парата, другото не е страшно. То ти се вика вате бизнис логика. И кога сме веќе кај струјата, исто така бизнис логика ти е поголемата сметка во јануари. И се ќе речиш добро, јануари е грење, ова, она може да покезум потроши. Арно и не е секојаш така. Ти може и исто трошиш. Ама са новогодишни празници, градој се украсват, струја се троши, ти кој треба таа струја да плати? Там логички ако размисли. Треба да плати градот, а градот го сочинуваат луѓето. Значи струјата треба да платат луѓето. Абе, ама ти логика е сето. Бизнис логика. Исто на пример логично би било како што поскапва се да се креват и платите, пензиите, социјалното и така натаму. Арно овде кај нас треба нож до коска да дојди, да почнат сите да се бунат, па тогаш тек да почнеме да размислуваме пошто зошто иначе. Така сам логички, ако не бара никој, значи валјда му е окей. И обично логиката во светот вели ако пример поскапи струјата или гасот или шо и да е, автоматски поскапват производите. Ако поскапат производите, поскапва и работната рака, значи поскапват и платите и така натаму. Само овде кај нас логично ако поскапи струјата, поскапва се останато освен платите. Е добро, са видовме ка се преземат мерки, ама тие мерките се за во администрацијата. За овие останатите што правиме? Сега се разбирам пример, како работник тебе ти треба платата да е поголема. Како работодавач можеш да поскапиш услугата за да можеш да си ја дозволиш поголемата плата. Не секогаш, ама обично. Ако ја поскапиш услугата, тоа ќе се намалва приходи. Тоа е еден круг што нема крај. Логично би било сите да сакат да се излезат во пресрет еден на друг, и работодавецот, и работникот, и давателот на услуга, и примателот, и создавателот, и корисникот, и сите други што користат од даноци од ово од он. Арно овде кај нас, знаеш како? Кој те прашува, еба? Сите си гледат само за нив. Демек мене да ми убаво, на другите што има везе, така? Мене па логиката ми вели ако на сите околу мене му е убаво, сигурно и мене ќе ми биде. Не може не убаво ми биде. Ако јас направам сите околу мене се срекни, сигурно и јас ќе бидам срекни. Ама добро, за тоа треба така програмиран да биде. Може да па мене жичките грешно ми се врзани, еве не знам. Ај да ти кажам искрено, не би било лошо да се подзголеми малцета платата. Сам не зборам за мене, општо така правиме муабет. Исто така логично би било на пример да можеш во својата држава да работиш и да живееш од таа плата. Да немаш потреба да одиш странство да бараш поголема плата, да се малтретираш и така натаму. Сам не треба ништо екстравагантно, еден обичен достоинствен живот да има. Арно, то кај нас очигледно не е логично. Кај нас логиката ти вели нашите нека одат странство, кај нас ќе земе некој од Джене
онаму, да ги пополнат работните места тука. Ша ќе му даваме работа на нашите многу пари барат, дај некој таму со помалце што сака. Сам логички така. Тоа е најбитно, со помалце некој да сака. Да ми кажуваше некој дека и ние за некој сме Германија, немаше му верувам. И сега не викам, сите на планетата сме луѓе. На кој кај му е среќата, таму треба да си биде. И ние на некој на запад му земаме позицијата, ама тоа е. Ама сепак во тие земји прво гледат луѓето за својот народ, да видиме што можеме да направиме поќе, кои се поплатени позиции, како да излеземе во пресред, па после тоа што ќе остани го земаме ние или некој друг. За понивниот пример исто и кај нас, ние го земаме тоа што ќе остани, а убаите позиции, поарни работни места или општо работни места се за некој друг. А од друга страна имаме фамилии со ни еден вработен. Имаме семејства што живеат под тој праго што го викат по телевизиите. И тоа од сите етнички припадности, значи за сите има работа. За душа бидиме искрени и не сме некои љубители на работата вака како народ. Сем нормално честни исклучоци си има луѓе што си сакат работата, што сакат да работат. Ама во глобала покето сакат газди да бидат така, кафето се пие, лајчето се џвака, да се уват да наредват само и некој друг да му брка работата. Пошто претежно луѓето мислат дека тоа е да си газда, да седиш негде и да уживаш, друг да ти работи. Па нема врска, друга тема е таа. Битно не е дека нема работници. Еден тон работна рака си седи така. Дури и Рима ќе му најдам во приказната. Се ќе му најдам, освен логика. Но на крај на денот знаеш како? Кој те прашва, брат? Кај нас за патриотизам не се сметат делата, помагањето, праењето добро еден кон друг, со животот и така натаму. Не, брат, кај нас за патриотизам се смета тоа што ќе го речиш или што ќе напишиш негде. Тоа е патриотизмо кај нас. Ке се почукаме в гради патриотизм. А дали правиме патриотски работи, тоа е веќе друга работа. Ти сегде во светот ти велат не е битно што велиш, битно е што преш, само овде кај нас е не е битно што преш, битно е пази што збор. Немој ама не зборе кај нас работа. Там логично, знаеш што ти е така, оди на времето на училиште кодевме во основно, главни поговорки беа убавиот збор железни врати отвара и зборот сечи поостро од сабја или од нож како беше. И после кој си одеа дома децата муаве тоа беше пази што збора што ќе речи народ. И зато сите пазат што зборат, никој не пази што преш. Сам ти се молам, најлогичното нешто може. Па ако навлезиме на тема патриотизам подлабоко, па таму колку нелогичност има, то крај нема таа тема. Одменвање имиња, презимиња, од знамиња, од одстапки вакви, такви, па врати, па можи, па не можи. И сето тоа се дешава во 21 век, кај што нели сите сме еднакви во светот како луѓе, освен ако не сме. Сам логично. Кај нас логиката наша вели секој за себе, бате, глеј ти да си наполниш џебоите, да си напреш живот за тебе, па другите кој ги тркал. Ти гледај садче да си имаш скапо, количе скапо, алишта некој бренд таму. Тоа е најбитно. Народот што ќе рече. А логично би било животот да си го живееш за тебе, не за другите, така. Да ти е најбитно како си ти, како се луѓето околу тебе, да бидете здрави, живи, среќни сите, да си помагаш со народот, не да си одмагаш. Ама знаеш како? Логиката тука кај нас е слаба страна и крајно време да си го признаеме тоа. Бога ми крајно време и епизодата заврши. Така што мислам дека доста е за денес. Многу уморва ова логика. Вие останете си на нашата програма, а ние ќе си се видиме наредната епизода. Се надевам со некоја пологична тема. Поздрав, имајте убав ден.